дали после таа прва средба, дали на таа прва средба, ваша, со шведската компанија инвеститор, во присуство на шведскиот амбасадор, вие им организиравте на шведските инвеститори средба со директорот на Фондот за здравство Ден Дончев. И дали сте информирани, дали сте знаеле тогаш или знаете денес, дека во овој случај своја улога играле и господинот Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и господинот Бајрус Сеидију од Куманово. Диализите се еден од најконтроверзните предмети на претходната влада. Едниот е газда Орце Камчев, другиот е бенефитор, многу често надворешен советник, ангажиран, кумот на Никола Груевски. Ристо Новачевски, кој што е при тоа брат на Ленче Самарджиска, постојаната секретарка на Никола Груевски. Стотици милиони е разликата во пари, кој што овие фирми во евра, стотици милиони евра. И сега веќе зборуват за рекет 2. Како во рекет 2 зборувате, господин Милошевски? Стотици милиони јуначки се измашиле през оваа наша држава. Јуначки, користејќи ја државната опрема, да дел докупиле, покачувајќи ги цените, и апсолутно стотици милиони евра, не 11 милиони што се блокирани од јавното обвинителство. Стотици милиони евра. И нормално кога ќе ви дојде странски инвеститор да му кажете дека тоа постои, тоа постоеше 2014, беше јавно и гласно во државата, зборуваа луѓето за тоа, пресконференции се држаа, експерти имаа свој осврт, се зборуваше цело време во континуитет и логично да му кажувате, но при тоа му давате правото тој со своите адвокатски тимови да си донесе одлука и си донесе одлука. Си донесе одлука и одлучи да купи една од двете компании. И нека му е со среќа, тој работи, фондот му плаќа, како што се договорите, заради тоа што тие договори се валидни и се функционални. И апсолутно не, јас не сум закажувал состанок на компании, сами се закажуваат состаноци. Некој пат сами, некој пат со амбасадорите. Прашањето беше дали јас сум закажал со Ден Дончев. Сами, нема потреба. Но ако побарале, јас би закажал состанок и со Тирзот, и со било кое министерство, и со било кој, заради тоа што се дојдени инвеститори странски со намера да вложат во државата. Супер! И при тоа доаѓаат со амбасадорот. Па нормално дека ќе бидеме нивна асистенција за се што сакат да инвестираат во државата.